Голема е разликата помеѓу илјадарката пред 2 години и сега, гледана од сегашна состојба, безмалку илјадарката сега се идеализира. Порано се е купувало многу повеќе, сега према потребите гледаш да се уметнеш у цените, у буџетот што си го планираш месечен и така. Помалце се купува, затоа што се е качено. Еден зајтин е 120 денара. Јајцата се 300 денара и одредите тука што може да се купува. Ништо. Ништо не може да купи. Шо е илјадарката? Тоа до време беше илјадар, сега не вреде ништо. Изгубената моќна најчестата банкнота е синоним за инфлација која Државниот завод за статистика прецизно ја пресметал. Така она што можело да се купи за 1000 денари во јануари 2021-та, наредната 22 година чинело 1092 денари, а веќе денес тие 1092 денари станале трошок од 1366 денари или инфлација за храна од 36,6%. Податоците на статистика покажуваат дека во јануари најголем годишен раст од 39,1% има кај лебот и житата, потоа млекото, сирењето и јајцата со 36,2% и на трето место е месото со 28,3%. Двоцифрена инфлација има и кај трошокот за масла и масти кој изнесува 18,4, потоа кај кафето, чајот и какаото 17,3, за шеќер, джем, чоколадо и други артикли. На сите овие покачувања од владата одговорија со ограничување на трговските маржи на основните прехранбени продукти до 30 април, но зошто и покрај одлуката ограничувањата во голем дел не се случија? Никој не знае тоа. Слушниме едно, се случи друго, слушниме едно, се случи друго и така веќе немаме поверење во ништо. Се викат дека контроли одат, вршат контрола, ама цените си одат нагоре. Нема ефект од тоа ништо. Па нема контрола. Нема контрола. Да има контрола, ќе се намалат цените. Ако у петок камо контрола да има, да се тргне било продавници, било самопослугите.